Влез во Европската Унија до 2030 година, враќање на гордоста на државата, владење на правото, војска наоружана до заби, бугари во устав по секоја цена, влез во БРИКС, излез од НАТО. Председателот да се бира во собрание, безкомпромисна битка против криминалот и корупцијата. Каков председател треба да има Македонија? Ова се главните пораки на 7 кандидати кои пред самиот финиш го дотрчуваат маратонот до Вилаводно. Кој ќе стигне прв, зависи од волјата на народот. 20 дена Стево Пендаровски од секој митинг повторуваше дека Македонија ја гледа единствено во Европската Унија, бидејќи немало друга алтернатива за земјава. И оваа политичка структура после 17 години чекање ги почна преговорите со Европската Унија. Двете стратешки цели кои од 91-та од кога сме држава си ја поставиле тие генерации на политичари со поддршка од целиот народ дека мораме да бидеме членки во двете организации. Наспроти изнасилената реторика дека без уставни измени нема напред кон Европската Унија и дека мора по секоја цена тие да се случат, кандидатката од ВМРО ДПМН која има амбиции да ја врати гордоста на државата, порачува дека Македонија треба да стане дел од ЕУ, ама без да биде понижена. И токму како што гласи нејзиниот слоган, таа е децидна дека може да бидеме горди ако имаме средена и стандардна држава, втемелена во владењето на правото. Ќе бидете горди на нас и на својата Македонија, тогаш кога ќе биде држава во која што владее правото, а не неколкумина групи. Јас понекогаш ги нарекувам конзули. Кандидатот број 3 има многу поинакви погледи од претходните двајца. За Стефчо Јакимовски е најважно да имаме спремна војска, многу оружје, муниција и секако полни стокови резерви, доколку се прошират војните кои во моментов се водат на тлото на Европа и Блискиот Исток. Да се набавува оружје, да се набавува муниција под итно, да се зголеми сточниот фонд, да се зголеми производството на храна, да работи конзервната индустрија, да се обезбеди храна за живината, за целата стока, затоа што ако дојде до една сериозна војна на тло на Европа, тоа значи дека ќе бидат затворени сите граници. Кандидатите од политичкиот блок на албанската заедница пак со понационалистичка реторика. Бујар Османи постојано повторуваше дека ги уривале тврдините од етничките монополи и од исклучен народ стигнале до премиер албанец, но немало да застанат тука. Помеѓу два концепта, визијата за мултиетничка европска држава која нуди еднакви можности за сите и е економски развиена, и алтернативната понуда е изолација од светот. Билјана Ванковска пак со диаметрално спротивни ставови од Стефчо Јакимовски, кој сака наоружана војска до заби. Во кампањата на кандидатката од Левица често пати можеше да се слушне дека на Македонија и треба храна, а не оружје за туѓи војни, осврнувајќи се на парите од буџетот кои Македонија ги одвојува за НАТО. Таа се залага за влез во БРИКС, а не во Европската Унија. Сиромашна земја која практично и нема економски развој, а издвојува секоја година дури и повеќе од 2% од својот вкупен национален доход, само тоне во сиромаштија. При тоа, она што го издвојуваме не оди кај нас, не оди за развој, туку оди за финансирање на туѓи војни. Кандидатот навреди цели кон тоа албанскиот јазик да биде целосно службен и на исто ниво како македонскиот. Арбен Таравари постави услови уставните измени да се случат во првите 6 месеци од формирањето на владата. Македонија е парламентарна демократија. Председателот во Македонија има исти овластувања како и председателот во Косово, Албанија, Грција, Германија и секаде таму председателот се избира во собранието. Нашиот услов е председателот да се избира во собранието со 2/3 од гласовите и со бадантер. Од седмицата Максим Димитриевски често пати слушавме дека е потребно обединување. Кандидатот на Знам вели дека ќе биде татко на нацијата, пријател, соборец, соговорник, а доколку седне во Вилаводно, најавува битка против корупцијата, реформи во судството и афирмација на земјава на меѓународен план. Премалку сме и доволно беше да се делиме. На Македонија е и потребно обединување. На Македонија е потребен председател кој што ќе биде обединител. Барам Македонија да гласа за другар, пријател, соборец, соговорник председател.
Кампањата завршува вечерва на полноќ, кога ќе започне предизборниот молк во очи на првиот круг од председателските избори на 24 април во среда.